вози, да ги вози. Така. Значи, по правило, той што ръководи со движението на колата, ще кажете, пратете како се реализирал бюджетот во 2015 и затоа 25 милиони во намарен бюджетот во 2016. Значи, колешки, навистина се слушаме како што. Реализацијата на бюджетот до 2015 година ќе биде 520 милиони денари. 520 милиони денари ќе ни биде реализацијата на основниот бюджет во 2015 година. Вие предвидувате 784 милиони денари да биде во 2016 или разликата е 260 милиони. Ете ги дори завршната сметка, па ќе направим това. Многу е. Ајде да намалите на 600 милиони. Разбира, на 650 пак разбира. Ама вие авто го предимензионирате. И секој го брани. Нема потреба да се брани. Снимале она истата приказна на Талески, Жавен и Арама се два проекти кои што се во симбиоза и едното се гради, другото се доградува, десното пари земаме, префрламе на другото, приоритетни се работните места, не ни е приоритет изградбата на Арама и така натам и така натам. А јас се това сум го повторувал неколку пати. Повторувам неколку пати за да сите да ни биде јасно. Само во рок од 3 години од Арама се собрани 5,2 милиони евра. 5,2 милиони евра по основу на продадено неизградено градежно земјиште и собран на доместок за уредување на градежното земјиште. 5,2 милиони евра. Од нив искрено реално 2,6 милиони се потрошени во Жабен. Кај се другите 2,6 милиони? А толку ни е кредитот. Во истиот период, во Арама се вратени само 118.000 евра. Знаете дека ќе не тужат сите градежни фирми што имате изградено во Арама, колку дојде кошта општината. И уште една работа. Како што поручени самиот бюджетник кажа, до 2016 инфраструктурата нема да биде завршена. Затоа имаме 109 милиони, а не 150 милиони, така. А не вадете дека во 2016 конечно се ќе биде готово там. Заедно со 2016 ние каснеме инфраструктурата минимум 4 години. Апсолутно не е во ред. Лошо е што ќе го решиме Арама дел 1, односно четврт 1, и ќе решиме само 2 улици во четврт 2. Тоа е оне златни пред. Со предните. Што правиме со останатите улици? Таму целорите распродадат. Како луѓето ќе стигнат до своите парцели за наградата? Знаете дека има комисија од општина Битола која што ги поминуваше сите парцели со собствениците за да види дали ќе имаат воопшто можност да пристапат до своите парцели, за да ги ослободи од опрската дека во рок од 5-6 години мора да ги изградат својот објект. Така одговорна општина работи. Каде ќе најдеме пари за тие да ги направиме? Ќе земе друг кредит. Ами Арама 4